Во период на пандемијата COVID-19, во период кога ја имаме војната помеѓу Русија и Украина и секојдневните проблеми и тензии кои што ги имаат граѓаните, денес одлучивме да направиме еден видео прилог со йога мастер, инструктор кој се надевам дека ќе даде корисни совети за тоа како можеме да се ослободиме од секојдневните проблеми, од секојдневните стресови и тензии со кои се соочуваме. Станува збор за йога инструкторот Татјана Јанакиева. За почеток ти благодарам за издвоеното време и еве да стартуваме. Кој е оној благодет кој што го нуди јогата за сите оние кои се заинтересирани или кои што планираат во близок период да почнат да се занимаваат со јога? Здраво. Јогата нуди многу благодати, секако пред се најбитно е дека работи директно со нервниот систем. Исто така го зајакнува имунитетот, го зајакнува физичкото тело во зависност од интензитетот на праксата. Нели сите одат на јога за да се смират, така што да речеме дека го добиваме тоа секако на праксата, меѓутоа работиме многу подлабоко на слоеви не само на физичкото тело, него и на другите тела што ги имаме со себе, односно во себе. Дали јогата конкретно може да помогне во секојдневието? Знаеме дека луѓе постојано се наоѓаат под некоја тензија, стрес, проблем кој што ќе го сносат на работно место или било каде што ќе се движат, и дали постојат некои конкретни вежби кои што на работно место можат да применат некоја вежба од јога за да можат да се смират барем за момент? Апсолутно. Значи само што ќе го одвоиме тој саат време за нас во денот е доволно да не го промени секојдневието, затоа што сепак насочуваме или се посветуваме кон себе, да се слушнеме малку себе, да дојдеме малку поблиску до себе и да си ги олесниме оние потешкоти секојдневни каде што ни требаат одговори, па чекаме некој или да ни даде совет. Кога ќе се слушнеме себе си, не малку, него целосно е полесно да дојдеме нели до својот одговор, до своето решение на некој проблем, да речам, нешто што не мачи во секојдневието. Околу тоа што можат да прават луѓето на работно место, апсолутно има многу вежби што може да се практикуваат на работно место, без разлика дали е тоа офис, дали е тоа не знам, дури и стюардеси можат да прават јога за време на лет додека нели не покажуваат со ствари. Најважно е дишењето. Има техники на дишење што може да се искористат во било кое време. Исто така можеме да започнеме од главата, значи буквално ние најбазични кругови што сме ги правеле уште во основна школа, најлесни стегнувања и посветување на здивот секогаш ќе донесат до еден помирен нервен систем, затоа што директно работиме со тоа. Вежбите ќе ги илустрираме нешто подоцна. Мене ме интересира после она пандемија на COVID-19, која што беше особено изразена, дали расте интересот кај нашите граѓани да дојдат на часови на јога и како вие конкретно лично се справивте во еден таков период? Колку јогата може да помогне во една таква здравствена пандемија? Со оглед на тоа што се случуваше во последниве неколку години, би рекла дека јас лично би припишала многу мал дел на COVID како освестување на луѓето, затоа што сметам дека колективната свест за работа со себе и за оној цел велнес аспект, мислам дека е од поодамно уште пред COVID поразбуден, да речам, и со COVID само можеби тоа се интензивираше многу малку, затоа велам јас лично би припишала многу мал дел на COVID, повеќе би припишала на колективната свест затоа што луѓето веќе почнуваат да се интересираат како да живеат поздрав живот, што можат подобро да направат за себе и така натаму. Јас лично не бев тука кога започна пандемијата, меѓутоа откако се вратив, продолжив, мислам, повторно си започнав со часови. Не работам онлайн затоа што јога е сепак искуствена пракса, преферирам да работам директно со клиентот за да знам со кого работам, за што станува збор, да го наместам во позиција, да го почувствувам енергетски, со кого имам работа тој ден, затоа што енергијата ни се менува на дневно ниво, нели? Така што, не знам, би рекла дека јас се справувам. Дефинитивно јогата ми помага за секојдневните случувања и се справувам во секојдневието и за функционирање, меѓутоа
не можам да дадам конкретен некој одговор околу пандемијата, затоа што јас бев на остров, каде што, да речеме, као немаше ковид, имаше онакви регуларни рестрикции, меѓутоа си поминав доста време сама, имав можност да отидам на плажа и да го преседам цел ден на плажа, таму да си измедитирам, да си издишам, да си извежбам ако сакам, да се подружам, така што не можам да дадам конкретен одговор околу пандемијата, тоа ќе мора некој друг јога учител да прашате. Бевте на остров конкретно за да се доусовршите во ова што го работите, или? Па отидов на островот искрено затоа што сакав да волонтирам во јога школа и волонтирав месец дена. На кој остров само? На Коh Phangan во Тајланд. Таму волонтирав во школа месец дена и после тоа започна корона, ги затворија школите и центрите, меѓутоа сепак имавме можност да одиме на плажа, требаше нормално да носиме маски ако влегуваме во продавница или во аптека. Рестораните работеа само со тейкави храни, нормално ќе си земаш храна, ќе си отидеш на плажа, ќе си седнеш, нормално имаше дистанца меѓу луѓе, не се дружевме, онака немаше журки, посебни дружења, меѓутоа онака мали кругови на луѓе со дистанца и тоа беше супер. И која е разликата да се практикува јога некаде низ Македонија и во Тајланд? Претпоставувам дека климатски реално има разлика. Едно е да бидеш некаде на плажа, едно е да бидеш некаде во сала. Апсолутно е поразлично кога работиш, мислам кога практикуваш јога аутдор, затоа што освен што ги имаш преубавите пейзажи околу тебе, исто така имаш и мали потешкоти, например има многу повеќе инсекти околу тебе, влагата на Тајланд конкретно, потопло е или поладно е. Аутдор вежбањето за било која дисциплина или спорт е поприлично, мислам, малку е потешко. Има своји бенефити, меѓутоа секако има и своји недостатоци. Јас го гледам како предизвик тоа со инсектите, со топлото, со влагата, затоа што и во тие услови да пробаш да се најдеш себе си, да влезеш длабоко кон себе е предизвик, затоа што инаку сите би биле супер, ќе одиме на Алпите, ќе живееме или не знам, ќе живееме во помирно место и сите ќе бидеме како се е супер, ние медитираме и сме смирени, меѓутоа да се најде мирот во ова немирно секојдневие и брз лајфстайл, кој што скоро сите го имаме. Мислам дека тоа е предизвикот за сите и таму треба да го најдеме балансот. Иве, за нашава јавност само ќе напомениме, ќе подсетиме дека вие сте поранешна манекинка која се одлучила после некој период професионално да се занимава како јога инструктор. Можеме ли да направиме да споделиме една кратка сторија за тоа во тоа време како сте функционирале како манекинка и што беше она присудно да кажете до овде беше кариерава, сега е време за едно ново поглавје во мојот живот? Тоа беше, да, сум поранешна манекинка, во модел си на агенцијата бев конкретно. Тоа беше едно прекрасно искуство, бев доста млада, почнав на 16 или 17 години, не се сеќавам точно. И тоа траеше, не знам, некои 7, 8, можеби 9 години. Беше прекрасно искуство со доста раст за мене, немаше конкретна причина за тоа што не прекинав, продолжив да работам, само намалив интензитет затоа што во тоа време бев во средно, потоа студирав и имав повеќе време за да поминам, не знам, 8 сати на фитинг или на фитинг или на некој кастинг да чекам, пошто тоа одзема доста време од денот, потоа ревијата, да останеш со шминка, со фризура, самата ревија како ревија. И тоа ми одземаше доста време. Потоа кога почнав со повеќе активности во денот, да кажам, повеќе обврски, ми немаше време и некако, не знам, изгледа како да го израснав тој период, можам така да кажам, беше доста интензивен раст. За мене многу убаво искуство ми е во животот, пак работам ангажмани кога ќе имам, не знам, некоја понуда, меѓутоа не сум конкретно насочена на тоа. Меѓутоа секако преубаво искуство и многу сум благодарна на сите луѓе со кои што работев. Не размислувате повторно да се вратите така професионално да продефилирате на некоја писта или? Па не знам, можеби, ама не ми е фокусот на тоа. Фокусот сега ми е насочен на тоа колку можам јас да бидам тука, да држам простор, да насочам луѓе да си помогнат себе си и да ги водам низ патот за нивниот личен раст и развој. Дали преку јога, дали преку психологија или психотерапија, или тоа си ми е вклучено. Мислам дека сум понасочена на тоа, меѓутоа не знам доколку имам некоја понуда, можеби ќе ја прифатам, можеби ќе ја одбијам во зависност од тоа кои ми се можностите и околностите во тој период.
И еве кога веќе зборуваме за јогата, кој е оној физички и психички развој кој што може да го придонесе во развојот на секој човек? Физичкиот развој е секако видлив затоа што било што да вежбаме во животот, телото ќе се измени. Значи, физичкиот развој е видлив секако во зависност од праксата, во зависност од стилот, а околу психичкиот развој сите после јога час, значи буквално после првиот јога час излегуваат како бебиња после наша авасана, последната асана, каде што лежиме и целосно се препуштаме, тоа е моментот на релаксација. И таму буквално се доведува до баланс на нервниот систем, пак за нервниот систем, и од тој баланс, значи најчесто функционираме во fight or flight mode. Значи така сме навикнати, посебно во овој брз начин на живот, и со тоа, со враќањето кон здивот, со дишењето, со фокусирањето и концентрација на една одредена позиција, како да ја направам, дали ќе е правилна, како дишам тука, сето тоа не носи повеќе кон себе и повеќе кон една внатрешна тишина, да речам. Иако умот зборува, можеме да се избалансираме, да се насочиме кон здивот, преку тоа психичкиот дел се согледува после, не знам, јас можам да кажам дека и после недела дена се видливи психолошките промени кај секој еден човек, доколку се работи подлабоко, или може да се приметат и подлабоки промени во една човечка психа. Пошто секако нели психата е душа, работиме со духовност. Така. И колку еве вие лично имате прогресирано откако конкретно професионално сте почнале да се занимавате со јогата? Дали претходно сте биле избувлива личност која што знае да попадне на секојдневието, на нервозите, на тензиите кои да може да го надвладеат? Лично вие како до сега имате прогресирано? Со оглед на тоа дека 6 години веќе се занимавам интензивно со јога и професионално, нели? Значи, за мене растот најголем е околу трпение. Бев многу понетрпелива, дека сум била избувлива, никогаш не сум била избувлива, не сум ни сега, баш треба онака да ме доведеш до лимит, мислам да стигнеме до таа граница, да стварно јас повишам тон или да полудам, да речеме, на тешко тоа се стигне, меѓутоа околу трпението бев многу понетрпелива порано, сега сум многу потрпелива, многу полесно ги согледувам работите и да речам полесно се справувам со секојдневните глупости, да речеме, не знам, поминуваш на улица, некој ќе те лупне со ташна и си као зашто ова сега ми се случи, едноставно не дозволувам такви работи веќе да ме допрат, затоа што стварно се искуства што се само како течение низ денот, значи исто така преку помалку насочување фокус на такви ситни секојдневни работи, умот се навикнува и има една дисциплина, се ствара една дисциплина да умот понатаму така делува и на поголеми случувања во нашите животи. Нормално, за да прифаќаме полесно големи промени во животот, има доста работа на тоа, меѓутоа има голем удел. Јогата стварно помага околу тоа. Барем мене ми помогнала. Така. Дали има некоја анегдота иве за пред самиот крај, која што сте ја имале со вашите клиенти кои што доаѓаат, или одредени луѓе кои што иве ви оставиле впечаток да кажат: Татјана, навистина ми помогна во мојот приватен живот да можам да се сносам со се што ми носи како стрес или како проблем? Најчесто конкретно анегдота нема, меѓутоа најчесто сум добивала фидбек од типот многу сум благодарна што си ми у животот, што те најдов, многу сум благодарна или благодарен за тоа што нели имаме и машки студенти. Многу сум благодарна или благодарен што ме водиш низ патот, благодарна сум што си тука за мене. И не знам, би рекла дека за мене тоа е повеќе од доволно. Самиот израз на лицата кога ќе завршат со пракса ми е повеќе од доволно од било кои зборови што може еден студент да ми ги даде, затоа што чувствувам дека енергијата им се сменила, дека веќе се на едно друго ниво, и за мене тоа е и повеќе од доволно како фидбек од еден студент. Луѓето честопати знаат да кажат дека немаат време за ништо после работа, дека постојано имаат семејни обврски или било што останати кои што треба да ги завршат. Можеме ли да кажеме во една минута што можат да направат доколку на работно место се соочат со некој проблем и им е неопходна концентрација да се фокусираат, да после тој стрес и таа тензија да продолжат да бидат продуктивни? Што во таков
момент во таква ситуација вие би советувале да направат? Секогаш би рекла да има движење, значи дури ако се на работно место, секогаш еден човек може да отиде до тоалет, да го истресе убаво телото, буквално раце и нозе, малку да се растресе цело тело за да се раздвижи таа енергија што почнува да се блокира на едно место, пошто кога сме под стрес, енергијата се блокира и се фокусира на едно место и не може да има целосен проток. Значи да се растресе телото, се раздвижи буквално и главата, да се растресе раце, нозе, може благи кругови на вратот за да се опушти тензијата околу рамениот појас и нормално да се фокусира на здивот, може буквално да биде природното дишење, не мора да биде конкретна техника, само фокус, кога вдишувам, кога издишувам. После 5 до 10 здива, веќе нервниот систем почнува да се смирува и луѓето почнуваат да им е полесно и тие здивови понатаму ќе им бидат полесни за правење, да речам, и секако можам да споделам една техника што е базична, вдишувам и издишувам само на нос, длабоко, и при тоа прво го полнам стомакот со вдишување, потоа градниот кош, на крај издишувам, го празнам градниот кош и го празнам стомакот. Многу е едноставна, многу е лесна, меѓутоа има многу придобивки затоа што брзо работи со смирување на умот и телото. Иве, за пред самиот крај, сигурно имате некое мото кое што ве води низ животот, со оглед на тоа што веќе напоминавме дека јогата особено дава прединство на психологијата, на психолошката стабилност. Што е тоа што вие као мото можете да го кажете, а што конкретно вас ве води? Не сум јас човек што се води по одредени мото, да речеме. Меѓутоа можам да кажам конкретно околу јога, да се слушам, секогаш се водам по тоа да се слушам себе си, меѓутоа не го гледам како одредено мото. Секогаш да се слушнам себе си, за да можам да се слушнам себе си, морам да се вратам внатре кон себе. Сите дека дозволувам сите надворешни дистракции да допрат до мене, јас не можам да дојдам внатре до себе. Тоа е нормално, се случува и со интеракции кога луѓето зборуваат од надвор, па нашите граници се поотворени, дозволуваме туги зборови или мислења да ни влијаат и не можеме да се слушнеме себе. Секогаш би рекла јас кон себе си велам врати се кон себе, преку здивот пробувам да се вратам до себе, до своето внатрешно и да го слушнам она глас што мене би требало да ме води во денот. Татјана, ти благодарам за издвоеното време уште еднаш и ти посакувам убава плодна работа и се разбира уште многу студенти, како што ги нарекуваш, да го најдат мирот, да ја најдат дисциплината преку која ќе ги неутрализираат сите оние секојдневни стресови со кои се соочуваат. Ти благодарам, Виктор.